Почитувани граѓани, се наоѓаме на крајот на изборната кампања за локалните избори кои ќе се одржат во недела 15 октомври. Општинската организација Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Прилеп е исклучително задоволна од текот на кампањата, од приемот кај граѓаните на кој наидоа нашиот кандидат за градоначалник Илија Јовановски и кандидатите за советници на Општинскиот совет. Од тие причини, од овде, пред зградата на Општина Прилеп, со сигурност можеме да кажеме Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе победи на изборите, а доктор Илија Јовановски ќе биде новиот градоначалник на Општина Прилеп. Во оваа прилика, во името на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Прилеп, сакам да упатам јасна и недвосмислена порака до нашите политички конкуренти, до Маријан Ристевски, до носителот на листата на ДПМН Петар Ристевски, до директорите на јавните предпријатија, до сите партиски функционери и поединци, да не помислат дека со фалсификување на волјата на граѓаните можат да останат на власт. ВМРО ДПМН да не помисли повторно да ги употреби нивните познати методи за кои слушнавме и во бомбите, за купување на гласови, нудење мито, упатување закани и уцени до гласачите. Овој пат тоа нема да помине. Институциите на системот ќе го заштитат неприкосновеното право на слободно изразување на волјата на граѓаните. Сакам да ви укажам дека согласно Кривичниот законник за секоја повреда или злоупотреба на избирачкото право, за подкуп или повреда на тајноста на гласањето, како и за изборна измама, предвидени се затворски казни во траење од 3 до 5 години. Истовремено, апелираме до граѓаните, сите обиди за подкуп или било кој вид на испречување или повреда на нивното избирачко право, да го пријават во полициската станица од општа надлежност во Прилеп. Почитувани сограѓани, драги мои прилепчани, времето на владење и останување на власт со закани и уцени заврши. Правната држава почнува да функционира и да ги санкционира сторителите на сите кривични дела. Желбата на промени на граѓаните на Општина Прилеп најдобро се виде на величествениот митинг кој СДСМ и коалиционите партнери го одржа на 11 октомври. Неа повеќе никој не може да ја спречи. Во недела ги заокружуваме промените и на локално ниво. Прилепчани масовно ќе гласаат за бројот 19, за Илија Јовановски, за живот во Прилеп за сите. Благодарам.